Добра вечер, драги гледачи. Време е за серијалот Чудесна земја. И вечерва ќе го емитуваме третото продолжение, односно третиот дел од трилогијата Водно. Да ве подсетам, во истото ова време, во претходните четвртоци, имавте можност да уживате во првите два дела од трилогијата. Првиот дел посветен на етимолошката приказна околу името на планината Водно и околните населби кои што го обработуваат истиот проблем, етимолошкиот проблем околу имињата, значи Капиштец и сето она што беше интересно и поврзано со водата. Втората беше малку Маркова тема, или тема посветена на нашиот епски историски јунак Марко Крале, и правевме еден патеписен триаголник од Маркови кули, па кон Марков манастир, се до Матка, Марковград и црквата Света Недела. Вечерва темата ја заокружуваме малку со уметноста. Оваа емисија е посветена на уметноста на Водно, на комплексот, на манастирскиот комплекс Свети Пантелеимон во Нерези и на едно можно интересно место селото Говрлево, каде што е откриен нашиот популарен Адам, Адамот од Говрлево. За што станува збор ќе видите по едно 30 минути од сега, а вечерва чест пред вас да ја види нашата премиерна емисија, трета поред од трилогијата Водно, имаше Василка Димитровска, нашата вечерашна гостинка. Особена чест ми е да ја представам оваа пред се прекрасна соговорничка, која што многу направи за туризмот и археологијата во Македонија. Добро вечер, Василка. Добро вечер, Регина. Благодарам за поканата да гостувам во емисијата и воедно ги поздравувам сите гледачи на вашиот канал кои ја пратат твојата програма и твојата емисија и се она кое што го работиш. Ти имаше можност да ја погледнеш емисијата што ја подготвивме, а за едно половина час ќе можат да ја видат гледачите. Па, бидејќи веќе го виде она што јас го најавувам од самиот почеток, можеш да ни кажеш какви ти се импресиите и пред се да ти заблагодарам за овој прекрасен подарок. Значи, драги гледачи, Василка ни донесе еве две парчиња на реплики или како поточно да ги кажеме, да, уметнички фигури за кои што се зборува во емисијата, а за што точно станува збор ќе видите подоцна. Меѓутоа, благодарам, ова се извонредни парченца кои што еве ќе ви ја најават темата. Од каде се, Василка, овие парченца? Така. Па прво да кажам дека многу ми се допадна емисијата. Јас и предходните две емисии кои беа посветени на тематиката Водно ги имам изгледано и оваа последната посветена на Свети Пантелеимон и на Говрлево дојде како еден убаво заокружување на целото културно и природно наследство кое се наоѓа на нашето Водно, толку блиску, но сепак толку далечно. Ова што го гледаме пред нас, тоа се реплики на вистински артефакти, кои се наоѓаат во музеот на град Скопје, а инаку потекнуваат од неолитскиот период, од археолошкиот локалитет Серје крај Говрлево. Значи се работи за една фигурина на една дама и за веќе познатата фигурина, така наречена Адам од Говрлево или Адам од Македонија. Така се прослави во светот, а со тоа и не прослави нас. Така. Фасцинантниот Адам од Говрлево или Адам од Македонија. Ти имаш пишувано и текстови. Имаш некој прекрасен текст кој што многу ми го фалат, а јас сите не успеав да го видам, бидејќи бев затрупана со друга литература околу оваа емисија, па би сакала да ми спомнеш ете гледачите, ако се инспирирани од емисијата да погледнат нешто повеќе околу оваа тема, да го побараат тој текст. Така, пред да кажам за текстот, тоа е еден промотивен текст, какви што и доста често ги пишувам и за медиумите, и за каталози, и за списанија, и за интернет портали. Пред да се навратам на текстот и воопшто на тематиката за Адам од Говрлево, да кажам дека овие две реплики од фигурини се всушност нешто кое што можете да го најдете во општина Сопиште. Всушност тоа е општината во чии што територијални рамки припаѓа самиот локалитет Говрлево.
и тоа е еден од начините на кои што тие си го промовираат своето културно наследство. Имено многу е интересно што со децентрализација на нашата власт во Македонија, менаџирањето на природното и на културното наследство во рамките на една општина им припадна на локалните самоуправи. Се разбира дека ние имаме огромно културно наследство и некако прво многу сиромашно, но сепак гледам дека во последните неколку години локалните самоуправи навистина се трудат многу да направат. Така, ова всушност е едно менаџирање на културно-цивилизацијските наследства, ете конкретно што ги има во таа општина. И навистина е прекрасна идејата, транспарентно, вака да постојат мали фигурини кои што ќе го подсетат и на вас. Ви се добре дојдени во вашата туристичка приказна, како почеток, прв линк за понатаму да се развие таа приказна околу локалитетот. Така, сметам дека се овие реплики добри, бидејќи во случајот со Адам од Говрлево, тоа е една фигурина која што ми се чини дека само еднашка е изложена во јавноста пред неколку години за време на Белата ноќ. Така, на неколку часа има посетителите можност да ја видат, за да се изложи една ваква фигурина која што померува некои одредени граници во историјата на уметноста, ви треба добар амбиент, така да, осветлување, значи... така, кое што самата фигурина го изискува и нешто на кое што треба да се поработи во рамките на самата институција каде што таа треба да биде изложена. Освен што е ова едукативен момент и промотивен момент, колку значи навистина таа ги допира младите на Бела ноќ, тоа е еден прекрасен извонреден чекор да се популаризира и комерцијализира на некој начин, да се допрат така младите преку нашето културно-цивилизацијско богатство. Меѓутоа, мислиш ли дека навистина има ефект? Па, има ефект. Секоја промоција на културното наследство во рамките на сопствената држава и надвор од неја има ефект. Значи, пред се има едукативен, а потоа сето тоа влече и туристички ефект. Така, ти на собствена кожа најубаво го разбираш проблемот околу туризмот во Македонија, а да те пофалиме навистина си, значи, комплетна во својот домен, бидејќи си археолог и истражувач пред се, што е многу важно, и туристички водиш. Значи, имаш комплетна и пред се издржана приказна кога ги водиш групите и ги запознаваш туристите со нашето културно-цивилизацијско богатство. Па кажи ми, колкав е интересот околу праисториските населби, ваква како да речеме што може да биде Говрлево, доколку се реконструира. Имаме во Тумба Маџари, каде што е пронајдена големата мајка, во наводници сестрата на големата мајка од Говрлево. Исто така имаме една интересна населба, сега доста популарна на Охридското крајбрежје, значи кај Градиште. И ме интересира колку ти е побарувано тоа, колку има интерес? Генерално има голем интерес за праисторијата од Македонија, бидејќи секоја праисторија било каде во светот на свој начин е уникатна. Она кое што на нас ни фали е малку повеќе публикуван научен материјал, кој што би бил една добра основа понатаму за научно популарна интерпретација на истите. Навистина, сега за сега има само неколку локации на праисториски или поточно предисториски локалитети кои што можат да се валоризираат туристички, кои што имаат една одредена инфраструктура што го поддржува тоа. Тоа е реконструираната неолитска населба во Тумба Маџари, која практично се наоѓа во срцето на самото Скопје и на 1 километар од телевизијата во која гостуваме. И е неолитската населба во рамките на Музеот на вода на Охридското езеро кај Градиште. Тоа се две локации кои се доста популарни во последните неколку години. Меѓутоа, пак ќе кажам, треба да бидат пропратени со промотивен и со едукативен материјал, за да оние пред се. Со одветен е многу важно. Оние кои ги посетуваат да можат
своите импресии и физички да ги понесат надвор од Македонија. Темата во оваа емисија што ќе ја видат гледачите е уметноста. Значи, ова парченце на реплика од Адамот е фактички таа уметност која што ја инспирираше и нашата драга гостинка. Ти напиша песна за Адамот. Од каде те побуди, што те разбуди да ја напишеш таа песна? Па, морам да кажам дека ова е една фигурина која е навистина интересна по својата тематика. Зборуваме за едно време од предисторијата, неолит, во кое најчесто се пронаоѓаат фигурини на мајки богинки или на женски фигурини или отелотворение на женското тело, и во еден таков доминантен свет на матриархизмот, одеднаш зад падините на Водно, нели, во еден тивок Нашето свет, чудесно Водно. во еден тивок свет на Говорлево, откриваме една фигура прекрасна на маж, фантастично анатомски представена, со сите атрибути фатена во еден момент најверојатно на некоја духовност, и една фигура која што практично по сите своји репери ги померува границите на историјата на уметноста и не тера и самите нас да се преиспитаме за еден свет во кој само најверојатно символите имаат значење. Дефинитивно станува збор за гениален неолитски уметник, бидејќи ова торзо е многу вешто пред се изработено, анатомски прецизно и точно. Човекот е во згрчена некоја положба, замислена, значи психофизичка, духовна активност. Така, има доста коментари дека е во фаза на медитација. Така. Значи, добро, асоцира, секого ќе го асоцира, нели, да се замислува и да си го прави филмот онака како што сака. Значи, не инспирира, во секој поглед ова уметничко парче не инспирира, како тебе што ти инспирираше да ја напишеш таа песна. И мене ме инспирираше да направам емисија за тоа. Така, да, предисторијата е многу инспиративна во тој поглед, бидејќи таму доминира еден тип на уметност за која што можеме само да предпоставуваме што значила. Тоа е свет во кој отсуствува писмото, или барем ние не сме го пронашле онакво такво како што ние го знаеме, во форма на алфабет. Така да секој предизвик во форма на ваква фигурина нормално дека ги буди чувствата и имагинацијата на луѓето. Така.